Добро утро, почитувани слушатели. Љупчо Георгиевски не плати добро, за да го прашаме Драган Милосављовиќ, кој треба да го повлече микрофонот до него, зошто заедно со Горан Момировски се плашат да го повикаат Љупчо Георгиевски на јавно соочување. Ова е прашање? Отварање на емисија. Да. Ова е отварање на емисија. Добро утро на сите, добро утро на Боцевски и на Златев. Ке само се обидувам да го најдам стримот, да го пуштам на Facebook, морам да признам. Добро. Ме фативте на апасот додека го барам стримот. Ќе биде викнат Љупчо Георгиевски, апсолутно, затоа што сметам дека и тоа е наше принципиелно мислење, принципиелен став, дека треба секој да си го каже своето мислење на која била платформа. Така што, иако Вие лекарско не им барате се. не им бараме на никој, Да. мојот став е диаметрално спротивен, речиси за се господин Љупчо Георгиевски, меѓутоа има право да го каже тоа што го мисли, тоа во кое што верува, а јас сигурно имаме право на многу прашања, некои од нив ќе бидат, веруваме, прилично брутални, меѓутоа со задоволство ќе го викнеме, затоа што, иако мора да признам, тешко е да се дојде до него. Не знам, може би ти имаш поинакво искуство. Моето искуство е дека со Љупчо Георгиевски е тешко да се дојде во контакт. Барем кога не си доволно адекватен за неговото. Види се, јас, Драган, веќе ги надминав годините во кои не бирав друштво, така што немам коментар, немам некоја комуникација со господинот Георгиевски, не можам да ти помогнам во однос на Ништо не правим. Боцевски да фази некој дипломатски линк. на оваа работа, да но искрен Љупчо на- јавно ве повикува. Да, не сум знаел, не знам. Да, јавно ве повикува да гостувал, сакал соочување со било кого на телевизија Алфа. Обично, да, господинот Георгиевски во пар наврати рече слободно, пораката беше до овие двајцата, тоест до мене и до Горан. Во смисол сакате сами, сакате во парк, како веќе таму го употребуваше некоја терминологија, за тоа зборам беше пред неколку месеци. Меѓутоа, ете, не се погодиле коцките. Но јас можам да кажам дека со задоволство ќе го приме во емисијата и ќе разговараме со неја. Драган Сајвица Боцевски треба да каже дека Љупчо Георгиевски сепак е татко на македонската демократија, кој првиот демократски избран премиер. Така ви? Не, друго сакам да кажам. Георгиевски, таткото. Друго сакам да... Не, ја реков дека неговиот улог во Македонија, ова е сега прекажано. Уште малку земи го микрофонот на така, Драган. Нема проблем. Тој што има првата победа на демократските сили. Тоа го На било чекав кој да го македонски чујам. избори, тоа е. Меѓутоа Да. не само тоа, него како соговорник секојаш бил интересен. Апсолутно. Да, Затоа така ќе слагам што- дека секогаш бил интересен. Јас тука секојаш бил интересен и сум рекол ја неколку пати голема загуба за македонската литература. Голема загуба за македонската литература е што тој не остана таму. Ке имавме некој како Мишел Велбек, нели, у Парис или овој Марко Видојковиќ во Србија. Тоа го чекав. Така Ја само да така пофрламе голем лик во македонската литература. А мамбе, Драган, што направи? Го споделувам видеото. Поделено? Да. Сега, види, освен загуба за македонската литература, загуба и за македонската психијатрија, Не можеш така да која зборуваш, ти загуби еден многу важен кейс стади. Не, Значи, не можеш така да зборуваш. Мора да ви признам. Имаме наутро. Има правила, знаеш, а нека Морам да кажам, наутро јас сум се уште не расонет, ќе ми простат вашите слушатели и гледачи. Ми треба време, јас сум сепак од трета смена вечер разврачам туѓи дух Величо Балашевиќ. Многу ме е интересно вашето спортиставување. Јас и Горан, например, во нашата емисија имаме повремено, не да може да кажам недоразбирање, меѓутоа така. Не е тоа. Спортиставени. Ние многу подиалектички функционираме, да. Ова ваше е баш јако. Боцевски упорно се обидува дипломатски, културно и фино да ги испрезентира работите. Културно и фино. Да, додека ја не дипломатски, културно и фино. Златев удира во чело, директно, на кој му се до... Ама и тоа е принципиен став.
На кој му се допаѓа. Исто тоа што го прави Јас реагирам само кога ќе се премине некоја граница. Видите, а не, меѓутоа, знаете, не верувам во граници, така што Ваков, таков, да, јас се борам за свет без граници, како Џон Ленон сум, а иначе... Силе и Џон Ленон, каква, ова се тие според Силе и Џон Ленон. Али, да речеме, но боцевски и покрај тоа што е нели дипломатичен филм, фин и културен, него крие неговиот став дека Заев е будала. Јас морам Јас би рекол дека ова е дека носи заклучоци врз основа на моите ставови. Принципно не сме се изјаснили во однос на тоа. Значи, Предпоставам дека сум близко до вистината. Дури и за будала која кажеш за некој дипломатски да го кажеш. Знаете што е проблемот? Напиштале жешко гостување на Драган Милосављевиќ, жешко гостување, добро. Да се обидеме да биде колку што може по-жешко. Значи, ајде да продолжиме да Прво околу Жешко да ти објаснам. Прво околу Жешко, само секунда. Надвор е ладно денес. Ужасно. Време во март. Класична март. 80 км на час е ветер, ако не се лажам. Затоа ни треба Жешко за да ги згрееме нашите слушатели ово утро, тоа е прво. А второ, насловот е кликбейт, затоа што ние живееме во ера на дигитализација. Во не ера на дигитализација досадни наслови имаат по 1000 клика. Жешко гостување на Драган Милосављевиќ иде 5, 6, 7, 8, така што добре дојде во ерата на кликбейтот. Морам да признавам, Златев го познавам многу години, баш многу години и човекот од секогаш е бизнес ориентед. Од 18-19 години постојано му е ставот кај се парите, така што целосно го поддржувам во овој Во кликбейтството. во кликбейт напорот, со задоволство ќе помогнам се што можам. Пукајте, дајте прашање. Ни донесе околу $30 гостувањето на Горан Момировски, гледај да го надмине. Горан Момировски е посебна птица, тоа е човекот. Друга димензија, $30 е навреда. Поче го сетнеш каши $3000 ви донел. Сетне птица. Да е, $3000 најмалку, не може Горан Момировски $30. Како се викаше на жар птица, Жар птица, да. Горан Момировски не е. Птицава е посебно, пошто нема некоја аеродинамика. Подовие, нели? Како се вика се трица што не може да полетат неја темото Не знам кој е третото и горн. Како инденски вид. Види, и од тројцата луѓе што се на основа, ниеден не е некој манекенски лик. Апсолутно. За да може да зборува на темата од Зборувај за себе. Да. Ама види ние баш Горан е птица, која не да полети, така значи не бидеме јас еве да се изразам со речникот на Боцевски, во студиово нема ни една неухранета птица. Значи вака ги дали е добро ова дипломатски да се каже полнет фазан, така рече, или полната кокошка. Да, и може да кажеш дека вака, сега ако сакаш дипломатски да кажеш дека кај никој тука не изостанува желбата да биде манекенски тип. Да, не, еве јас например играм тенис, завчера играв тенис, дадов се од себе, да во Карпош 4, некој играм тамо кај Боцевски во малото негово. Давам се од себе. 13-14 години постојано играм тенис. Виж какви господарски спортови во ТВ Алфа. Знаеш, нека тоа убави плати. Не е до тоа. Тенисот подлека прераснува во национален спорт на србите. Да. Значи, генерално, тоа е од етнички, ова е од етнички причини. Етноцентризам е тенисов. Морам да ви раскажам нешто во врска со тоа. Ја па мислев српски спорт дека како се викаш она со стапчето кога се удараш, кажеш. Крикет. Не, крикетот на српско, но Понајам што играат србите. Клиса, не знам. Некоја клиса, да. Морам да ви раскажам. Јас, значи, играм тенис наистина долго време, иако баш она ултра аматерски, дилетантски да не речам, али упорно го правам тоа и многу ми е забавно кога одиме на некој терени кај што играа високата класа во Скопје
Бидејќи ние ги вртиме терените, одиме и таму каде што игра таа висока класа, не знам, по АБЦ, по вамо, по тамо, кај што сите се во девојки во бели фустанчиња со момци со тешки А опреми. не истите звуци од телевизија ги испушта? Да, се до тоа. Со опрема, со по неколку рекети, со торби, значи подготвени максимално излагаат од джипови. Знаеш, им влегуваме јас и обично мојот ривал у црвена бермуда, разбираш. Во некоја патика се гледа дека ги е истрошило времето многу и се прашуваат како што прават овие луѓе овде, знаеш. Кои се клошариве? Да, кои се клошариве, ние влегуваме како што е проблемот и ние и low level класата може да игра тенис, знаеш. Трудимо се. Тенис за работничката класа. Да продолжиме со Љупчо Георгиевски. Тој постојано ја навредува Алфа, го нарекува. Да, знам, четнички корпус. Не може да не се смеам. Четничкиот корпус вика медиумот на вардарскиот четнички корпус. Во Алфа има со српско потекло, да речеме, можеби 4-5 луѓе од 100 кусор колку се тамо. Освен мене, буквално уште четворица, порано имаше и нешто повеќе, меѓутоа нели се менуваат луѓето. Кога зборам српско потекло, мислам баш на српско потекло. Од друга страна, јасно е дека пораката не е на господинот Георгиевски да зборува за србите, туку тој има намера да навредува, низ призма на некакво просрпство. Вардарскиот четнички корпус може да имате какво сакате мислење за корпусот, исто како што може да имате какво сакате мислење за Љупчо Георгиевски. Не може никако да најдеме спојка со Алфа, ама на никаков начин. Да бидеме искрени. Најдешно е трагично. Зборува за вардарскиот четнички корпус, а во исто време критикува дека на Алфа се пуштаат партизански филмови. Значи, барем малку да има некоја логика во целата работа. Би требало да пуштаме четнички филмови, не партизански. Знаеш што е целата поента? Он практично на сите антифашисти гледа како на исто ѓубре. Четници и партизани, не би тоа. Четниците не се антифашисти, Љупчо. Класични антифашисти, 100 пати сме говореле. Ама не, види, ова партизаните не се прави антифашисти. Партизаните се антифашисти. Дражан е антифашист. Не, токму ова ги храни приказките на Љупчо Георгиевски, што историска вистина е дека четниците биле колаборационисти. Не знам јас, еве, ајде, Оксфорд и Кембридж, Харвард, кој дикшенери да го отвориме? Значи, или ќе растуриме мисија. Еве, ајде сега. Не, ќе растуриме мисија. Значи, ајде, Оксфорд, дикшенери. Ајде да видиме. Dictionary Четник Movement. Добро, факт е дека она што се учеше на Ти си запад. не дипломиран историчар, остави тоа така кажам. Википедија експерт. Не, ова е Оксфорд Dictionary. Како дипломиран историчар, што е историјата? Значи, морам да признам дека има различни толкувања. Она што ние го учевме во поранешна Југославија и се уште стои како е такво е дека нели партизаните се движењето кое што од самиот почеток веднаш застанува на антифашистички линии, јасно, дека четниците се напротив колаборационисти и своевремено беа учени на еднаква линија, речиси дека биле со усташите на пример во Хрватска. Меѓутоа, ако човек малку повеќе се содлавачи во работите, може да најде, претпоставувам Златев на тоа се реферира, може да најде еден куп недоследности и кај едните и кај другите. Факт е дека Дража Михајловиќ како лидер на четниците во Србија во првиот период се смета како првото движење во цела Европа кое што прво застанува против германскиот окупатор. На почеток зборувам барем. Првиот што излегол во планина. Што се случува потоа? Потоа од причини кои што се малку сватливи за луѓето надвор од Балканот, претпоставувам, тој почнува да игра со германците, веројатно со квинслезите во Србија, апсолутно да. Меѓутоа причините за тоа лежат прво во апсолутниот анимозитет на релација комунисти, партизани и монархисти, ројалисти. Истовремено поради помошта од Англија. Да се разбереме, Англија и САД, односно Британија и САД на Љупчо обожаваните, во првите 3 години од војната ги поддржуваат исклучиво четниците. А потоа им даваат и оружје, им даваат и логистика, ги пуштаат низ вода, да, и преминуваат на страната на партизаните. Логиката вели
затоа што партизаните очигледно се покажа некако посилни. Не и како тие што реално се Меѓутоа види, може да мислиш колку еден Винстон Черчил, еден од најсилните антикомунисти на ерата, Тоа е би тој кој можел што ја да прави се промената. со Тито. Да. Ме разбира, меѓутоа па истиот тој Черчил вели против фашизмот и Сталин е добар. Така што имамо тоа. Не, што вели тоа мемуарите свој многу јасно кажува. Дека британските воени мисии кажуваат дека овие се борат против фашизмот. Именно, се бореле реално. И тука нема што. Понатаму исто така историска вистина е докажана. Меѓутоа има и многу работи, дека многу четници преминувале во партизани, и партизани преминувале во четници. Тоа дека во италијанските окупациони зони тие се легализирани како само поинаку се помошни единици италијански. Сите универзитетски библиотеки на видните западни универзитети ги пролистав ово утро. Дури ве слушам вас двајца и буквално сегде е спомнат зборот антифашист. Така што му честитаме на Ивица Боцевски, успеа нели таја побие целата светска наука со неговите ставови. Ние навистина во име на Радио Лидер ти честитаме за ова твое островување. Не, Лјупчо, не е точно, не си во право. Лјупчо, лаги кажуваш. Не кажуваш лаги. Не, лаги кажуваш. Нигде нема да кажеш. Лаги кажуваш. Сегде стои дека е антифашист. Не е точно. Кембридж, не е така. Не е така. Значи сите институти не е историја во не е свет, така. никој од нив, Не е така. Дражо Не е Михајлович, така. Не е така. не го дефинира како Апсолутно. фашист. Ивица Боцевски утре го дефинира. Не сум само Овде јас, да. ја поби, Да. нели, овие научни што имаат милионски овакво, он успе од студивцево на радиово, Не. со еден Знаете минорен дека Дражо Михајлович буџет да ги побие. Знаете И дека не Дражо може Михајлович, дека Дражо Михајлович е собен колега од Академија војна со Шарл де Гол. Дека спиеле во иста спална, да. Шарл де Гол и биле пријатели. Известен период. Значи, Не дека светската страна тоа дека јас сум Дражевец, јас сум сосем друга прича. Да, но светската историографија, светската е чиста во однос на ова прашање, кој на Балканот бил антифашистичко движење. Согласно, И чиста за тоа кој се работува. Кога се става еднаквост меѓу на пример четниците и усташите, јас не би се согласен. Усташите се едни Еднаквост може да се стави меѓу усташите и недичеците. Тука има еднаквост. Да, меѓутоа ја и за тоа би влегал веќе во расправа, бидејќи усташкото движење е едно толку брутално. Нема врска. Не, друго се работи за движење кое што еве со лјотичевци, ајде, со нив можеш да. Не е така. Усташкото движење единственото во светот. Лјотичевците и ние македонците имаме малце сака да македонец. Не бе, како. Бидејќи влегуваме малку сериозно во Ова се наши. Усташите се единствените. Што се наши бе? Криминална историја српска. Негова биографија се става на крајот книгите. Единствените злосторници на светот се усташите кои што имаат отворено концентрациони логори за деца. Германците се имаат чудено за тоа. Во она време германските фашисти не можеле да веруваат дека некој може само деца да става во логори. Затоа тоа равенство меѓу четници и усташи никако не би го. Од сите најлоши се бугарите, ја да ти кажам. Сега ти кажам зошто. Од сите фашистички окупатори на светот, за мене најлоши се бугарите. Ајде. Затоа што тие се тие кои окупирале мојата земја. Има логика. И нема што повеќе тука да дискутирам, овој бил ваков, овој бил онаков. Де факто ситуацијата е дека фашистичка окупација во Македонија во Втората светска војна направиле бугарите. Евреите од Македонија брутално ги испратија во смрт во Треблинка бугарите. 7144. 20.000 македонски партизани, жени, деца убија бугарите. Не убија ни германците, не убија ни италијаните, иако беа присутни едните и другите тука. Лјупчо Георгиевски don't like this. И сега ние може да збориме тука, четниците биле вакви, усташите биле вакви, СС Ханџар биле овакви, оние биле овакви, но во однос на нашата територија има само една вистина, а тоа е дека овде окупатор и убиец и вршител на терор биле Па добро се, не се само тие. Половина Македонија била под италијанска окупација, а фактички под власт на фашистичка Албанија. И на балистите, зашто се прави каде што е под италијанска окупација, имаше една вата што се десила. Не знам. Не, имало Не, има, види, има злосторство да вие бандите на Мајор Джема и Мефа. Да. Факт е. Да, тие исто постојано зборуваат луѓе, ние македонците да сме
се соочувале со нашата фашистичка колаборација. Нема во такво Македонија. нешто. Фашистичка но се обидува. колаборација. Тој е бугарски наратив. Тој е бугарски наратив. Златко. Немало македонска. Во Македонија има генерално две групи. Една најголема група, тоа е партизанската група, многу помала група која на почетокот била дел нели од кралската армија, генерално луѓе со македонска. Свесно регрутирани се нашле да бидат како Михајло Апостолски. Па Михајло Апостолски бил, ако се лажам, капитан во Југословенската кралска армија. Да. Значи, Мислам дека и во генералштабот бил. Да, ама не, Ама чекај, он- нели беа фашисти тие според тебе? Ама не бе ова не. Ама кај што бил Михајло Апостолски? Чекај малце полека. Значи, Михајло Кај бил, Апостолски не, не, полека малце. Кај бил Михаил Апостолски? нели во кралската армија? Во Југословенската кралска армија. Да. А кај бил Дражан Михајловиќ? Каде е цело време Дражан Михајловиќ? Не е цело време. И каде е? Кога се распаѓа кралската војска? Не се распаѓа никога. Како не Што се не ја распаѓа? продолжува? Подпишува капитулација. Тоа е не моментот на подпишува, распад. Па тоа е не тоа е поентата на неговото постоење антифашизам е дека не подпишува капитулација, туку како оди не на равна подпишува? горе и вика ние продолжуваме да се Значи бориме историчар се против подпишана ли е фашизмот. капитулација? Подпишана е капитулација. Безусловна капитулација. Да, но Дражан Михайловиќ се согласува, не ја прифаќа. Затоа излага на Меѓутоа, планината. континуитет нема тука што. И како нема Па континуитет, кралска армија во Па нема, отаджбини, нема. директно со кралот кој е Добро, продолжуваат Нема тоа. понатаму. Михајло Апостолски бил. Ние треба да Не, сакам да кажам Михајло Апостолски не бил никогаш во тоа движење. Во тоа движење на Бил Дражан во Михајловиќ. истата војска, тоа е Не, иста не бил, војска, не со бил. ист амблем, исто Не, све. кај Дражан Се Михајловиќ не бил Михајло Апостолски ни еден ден. Он од воено заробеништво доаѓа овде и почна Во да Македонија, влезе во да. војната, тачно. Сега, Така што тоа е поентата е тоа. дека тука имало Околу, сакам да сватам на Тука ново што имало го две спомна. групи Да, антифашисти, тоа сакам да дојдам. но ако треба да се соочуваме ние со нашето фашистичко минато, како што велат, врхунскиот аргумент е децата од Ваташа ги Која е стрелат. втората група антифашисти во Македонија? Значи, овие од кралската армија на почеток и комунистите Немало најголемото. Немало такви. Немало такви. Добро Ивица, сега, еве, ја поби оваа историјата, честитам. Ќе ти дајме почестен докторат, продолжуваме понатаму. Значи вака, Немало такви. овие бугарите и овие да речеме бугарашки елементи во Македонија одат со наратив дека Тој што ги стрелал деца од Ваташа бил открива паланка. имено Со what? Каква му била униформата дека бугарска? дека многу македонци со радост ги пречекувале бугарските војски. Види, ако сме реални, во Скопје има фотографии каде што народ ги пречекува бугарските. Ама зошто е тоа така? Па сега, значи, во ред, тука можеме да толкуваме. Значи, пречекани се со аплаузи, со поздрави, со еден пристап кој што каже чекај малце, овие дошле како ослободители. Тој е нивниот наратив. И тие фотографии одговараат на тој наратив. Приказната која што се лиферува е токму во тоа дека тукашни локални луѓе, македонци, по крв предпоставувам, со задоволство ја прифатиле и бугарската власт окупациона и фашизмот Што до идеологија. негде- што до Па негде- сигурно имало такви. Не, Меѓутоа, факт е види. дека биле малку. Не биле малку. Мислиш дека Имало биле- такви, да, но Јас мислам дека најголем дел биле но пасивни има еден луѓе. друг проблем. Македонците тогаш го направиле тоа затоа што мислеле дека така се ослободиле од српскиот окупатор. Тоа е тоа. Мера, тоа е прво. И второ, македонците го направиле ова Милосављевиќ затоа што од една единствена причина они тоа прво во тој момент не ни знаеле што е фашизам. Не ни знаеле што ќе им прават бугарите на нивните сограѓани евреи. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Се дали не знаеле што е Историската фашизам? Димензија, па чекај. Фашизмот и нацизмот, фашизмот постои од 20-та година, Ама чекај, 21-та. не, чекај. Нацизмот од Лјотичевски 30-та. чекај. Нешто дека луѓето до таа мера не биле информирани Не биле. со кого сега, имаат ај работа. сега замисли, што мислиш ти у Скопје, у Мичурин, у 41, 39, 38 отворил Википедија. Па немало латинс Википедија, фашизам ама имало радио, и имало вестник, и имало... Да, па имало. Имало начини да се дојде до информации. Да се разбереме, југословенска политика, српска политика имала дописници во Берлин, имале дописник во Токио, ако не се лажам. колку од луѓето биле писмени у тоа време, не ми Сега и забравам. тоа е еден друг момент. Значи, Тоа е еден друг Ама тој момент. што бил писмен, знаел да ги прочита на цело село и да дискутираат. Тој радио се слушало, во право си за тоа, а дека фашизмот бил присутен, дека Лјотич имал Пак Боцак се запнал со Лјотич. Ба не, па тој е фашистот во поранешно Југославија кралството. Значи, они имале контакт, понатаму Италија,
била една непријателска земја кон Југославија, знаеле што е фашизам. Метаксас бил долу, знаеле што е фашизам. Звеновам во Бугарија. Можеме да направиме и паралела со ова сега. Не е баш адекватна паралелата, меѓутоа чувствувате дека се враќа фашизмот. Преку влијание на Русија, да. Се враќа фашизмот во Европа и мене ми е страв. Знаеш во кој смисол ми е страв? Затоа што со него се враќаат и тие сенки на минатото. Ама не сакам да го кажам тоа само како фраза, сенки на минатото, него сенки на злосторот. И со каква едноставност зборуваме за работи сега во 2023 година, да. За кој што во 2000-те било незамисливо да се зборува. Да, во право. Бугарија не можеше да ни го прави ова во 2000-та година. Сега може. Така е. Значи се промени наративот неверојатно брзо. Во Европа се простуваат работи кои што немало шанси да бидат простени доскоро. Ние имаме неверојатни формации кои што јавно, отворено излегуваат, не знам, по земји, сега да не ги спомнам, не знам, по тие Естонии, таму по балтички држави, ги има. Луѓе излегуваат и викаат, јас сум горд наследник на СС дивизија таа и таа. Па тоа било незамисливо доскоро. Луѓе, што разговараме ние? Си согласувам дека Русија има своје влијание, оваа војна во Украина ги излече сите ѓаволи надвор, меѓутоа со тако како некој да чекал. Не, ама знаеш како е, Драган? И ми е страв. Знаеш како е, Драган? Ова е сега феноменот на третата генерација. Ивица го знае од политички науки, од социологија тој феномен, трета, четврта генерација. Знаеш, он не може да го заборави коренот на неговиот дедо. Он не може да прифати дека тоа е злосторничка идеологија. И тоа е проблемот, она што се фрлало под тепих со генерација. Имено, СС Галиција, СС не знам кој. Луѓето отворено слават. Сега ќе ти кажам, имам другарка, сега да не ја именувам глупо е, нели? Која е навистина високо образована, работи како научник. Значи, зборуваме за Ептен Хајлево во Германија. Има дечко германец со кој живеат подолго време и не можат да стапат во брак затоа што неговите родители, цитирам, сметаат дека она е словенско ѓубре. Може да скажам, јас една лично искуство врзано со тоа. Пред 20 и повеќе години имав пријателка една во... Значи, зборуваме за образовани луѓе, ја не ти кажувам за некој таму... Пријателка имав една во Берлин, со германка, права германка, Мајке Мелер се вика се уште верувам, немам никаков контакт со незе. Тоа што одевме на некои семинари заедно се среќававме и по силата на нештата јас бев во Берлин 2003 година и бев да се видам со незе, наистина имавме убав однос. И сосема случајно дознав дека незиниот дедо, таа беше права берлинка. Значи германка, вистинска берлинка со генерации, и незиниот дедо таа ми објасни дека бил во СС. На своји 17 години го регрутирале во СС и човекот едноставно се нашол. Обяснувањето од незина страна беше, бил дете, не знаел што прави, практично го земе. Што знаде што е СС? Што знаде што е СС? Меѓутоа што беше интересно? Јас нормално како историчар изрази желба да го запознам. Ми беше интересно да сретнам лице во лице човек кој што бил во СС. Да разговарам со него и таа ме вети дека ќе се обиде да ни среди кафе, да се видиме. И те одби дека се словенско. Човекот ме одби. Односно воопшто не дојдов во контакт со него, таа ми се извини и не знаеше како. Јас се реков, добро, не сака да се запозна со мене, рече да, не сака затоа што не сака да има работа со балканци. Така што Таму е паметна работа. Не мора да си расист. Излечи заклучок, да. Излечи заклучок. Јас немав никаков проблем со тоа, се разбира, се насмеав, супер. Меѓутоа излечи заклучок. Човек што на 17 години насилно го регрутирале во СС, нели насилно, не знаел што прави. 70 години подоцна или колку 60 тогаш беа подоцна, не сака да се запознае со балканец. Мислам дека тоа кажува многу. И тука се согласувам со тоа што го нарекуваш четврта генерација, меѓутоа кај мене стравот е
Затоа што и ова што го збори Боцевски. Да, на фашизмот во Германија. Исто ние така трета фашизмот го генерација. гледале во Италија луѓето 25 Например, година, 28 година. И сигурно викале добро бите дека се глупираат таа. Ама секогаш кога ќе го закопаш минатото, после третата генерација испловува на површина. Пример, Пендиков е пример за тоа, свагаш. Ние се Зошто му даваме на нас не закопале. Ја мора да кажем дека пак моето искуство е различно во Америка. Во Америка? Пардон, во Германија. Ја во Во Германија... Германија се луѓето воспитувани во антифашистички Да, не, дух, се разбира. види, искрено, и го немам тоа ни почувствувано на своја кожа, како некој... Си одел во концентрациони логори? Да. Јас сум бил во Бухенвалд и во Мидлбау Дора. И преживеа. Не, сака да каже во посета, не во... посета на овие два логори. Тие се сега, Мидлбау да. Дора е еден наистина одвратно место, тоа се тунели под планина каде што кога одите по патот внатре во планината, ви велат немојте да зборувате гласно, бидејќи газите врз коските на мртви луѓе кои што буквално ги закупувале на лице место. Наистина е тоа, тука кај што умирале луѓето, не ги стрелале и што им правеле, ги закупувале под асфалтот. Не, наистина не е гадна ситуација или во Бухенвалд еден од нели од иако тој не е концентрационен логор за истребување, всушност бил катастрофа и таму човек може да види навистина грозни работи и германците редовно одат таму. Редовно ги носат од училишта, од факултети. Јас одев заедно со германска група таму, тој беше зборот и на излегување од таму ги гледав дека воопшто не им е Па не што е треба. пријатно, добро, јасно. И никогаш што тоа не може да излезат. Бидејќи ти излегуваш од таму како човек кој што има емпатија, сочувство, не емпатија, сочувство, нели, кон убиените, на некој начин и жртва, бидејќи во Бухенвалд на пример пишува југословенските жртви. Ги има меѓу другите. А германецот наставува од позиција на дека некој негов мора дедо да ти таму кажам дека овие ликвидирал точно, луѓе. можам да ти кажам дека за разлика од Германија, во источна централна Европа се што сум се наслушал. Па, тоа е тоа. А тоа Затоа што поведнаш не било- потиснато е, потиснато беше и не беше третирано на начин на кој што овие го третираат. Значи овие го третираат реално како што треба. како што треба, да. Да. Дури искрен да бидам во Италија исто како да е под тепих таа работа, а најфрапантно ми падна односот на Шпанија кон граѓанската војна. Значи тие во медиумите, во цивилното општество ставаат се да се случува. Меѓутоа до ден денес никакво официјално нема соочување со таа нивна граѓанска војна. Значи едноставно Добро, Шпанија под Франко е до 80-та година. Добро, Па не добро, 70. Добро. И Постваш- потоа нагло А чекај, им Ивица, се дозволува влез во Европска унија. фашистичкиот диктатор на Португалија? Салазар Да, фашистот со човечко лице. Салазар е многу кажа, интересен лик затоа што Салазар е за разлика од неговиве собраќа, како да ги наречам, он е цивил. Да. Да, Он е Франко е цивил, генерал. Да, Франко е генерал. И Салазар има некоја економист или некој. И човекот има некоја чудна филозофија има. Иначе многу добар пријател на Љотич, што го спомена. Овако некоја многу чудна филозофија, кај нив исто, на пример, кај нив е подругото. Кај нив е тоа третирано, тие се соочиле со таа работа. Добро, имаат еден Меѓутоа па немаат граѓанска војна, немаат но имаат екскјуз и шпанците и португалците затоа што во Втората светска војна сепак се Правеле вино, да. Па сепак се настрана. Генерал. Имало една плава легија, се вика сина легија која што одела во Русија. Ама тоа е враќање за Да. помошта на левицата од Советскиот сојуз. Не грешиш. Сината легија. Сината легија е на Источен фронт. Меѓутоа тоа се фашисти. Да, точно, ама се На Франко, да. На Франко. Но сепак тоа е една легија. Да. Една дивизија. Шпанија не учествува во војна. Финално, пред да одиме со реклами, да му одговориш на Љупчо Георгиевски, првиот дел, му го посветивме нему и на неговите братски Но јас организации. мислам дека разговараме за ширем дневна политика, ние светот. отидовме во друг правец. Да, значи првиот дел е посветен на Љупчо Георгиевски и на неговите идеолошки истомисленици. Затоа една порака до него со реклами, па ќе се вратиме на дневна политика. Ништо, нека верува во што сака и ќе имаме, се надевам, можност да ги соочиме аргументите наскоро. Почитувани слушатели, останете со 107,4, доколку не А не слушате бара на радио. реклами партали правиме, ја не знам, гледам на... Или пак гледајте, нема, тоа е дужност, А, мора за да жал. се спроведе.
гледајте не на YouTube, останете со нас, следуваат уште поинтересни детали. Ја одам да му ги испринтам сертификатите на Боцевски за огромните историски научни достигнувања кои ги постигнав оваа емисија. Моите дипломи ги отштампал Врни универзитети во Америка. Така што нема потреба. Да, доволно ги имаме. Морам да признаам, уживам во овој судрин на овие две величини. Излезете аман од овој историски час. Излегуваме од историскиот час, почитуван слушателу. Ке се вратиме назад да одговориме на прашањето кој е пеколниот план на Горан Момировски и Драган Милосављевиќ. Враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Драган Милосављевиќ повторно ни влегува. Драган, те молам бе. Само да се слушај. Што е ова? Драган Милосављевиќ повторно продолжуваме во студиото на Радио Лидер. Ве оставам да продолжите со дневната политика. Чекај малку. Претпоставам дека Ботевски сакаше да каже нешто пред камера. Не, ништо. Мислам, ова е, како ти кажам, ова да знаеш, само не сакам да ти кажам тогаш кога бевме, пред да затвориме со Стојева, приказнала оваа дека во иста сполна соба биле Дража Михајловиќ и Шарл де Гол, и на ниво на она Драган од Охрид бил кормиларот на Колумбо. Не е тоа вистината. Тоа е српска кафеанска приказна ова. Не фактот дека биле во иста генерација на војната академија. Да, ама тоа спална соба иста, се знае, не се знае. Па постојат фотографии. Тоа се Не, Ботевски не постојат фотографии, јас сум видел фотографија, не се согласувам за тоа. Ке видиш, не е Драган од Охрид, ја знам приказната за кај Колумбо, Драган од Охрид отишол во Дубровник, па од Дубровник по некој не знам канали стигнал во Дженова, па со Колумбо отишле во Америка. Тоа е нешто од пред 500 години тешко докажливо, за ова постојат и фотографии, не знам зашто би го негирал ти тоа. Не, нема тоа. Да. Еве, ја во моментов читам писмо од Шарл де Гол дека баш поради злосторствата и судењето до Дража Михајловиќ го бойкотирал Тито. Не е точно тоа. Ама и се неговото писмо да го Ајде прочите го писмото, кој датум што? Ракопис. Тоа се глупости, овакво српски, овакво измислени. Значи нема никаква тука историска подлога околу таа работа, тоа се мисли што посебно во крајот на 80-90 на погледи. Еве постхумно инаку официјално Шарл де Гол го има одликувано Дража Михајловиќ, уште еден кафански муабет еве, што е де факто со медаља со одликување документирано и така натаму. Одликуван за пилотите. Да, тоа е одликување, така зборувам, меѓутоа ајде, значи види, има историски муабети, има и историографија која што е напишана за сите овие теми, која што е сосема јасна и нема потреба за дискусија. Значи доделен му е француски ратни крст од де Гол, председник влада француских слободни снага, руком ја напишал да е Драгослав Михајловиќ пример легендарног хероја, символа, најчешće родолюба највеćih југословенских војних врлина. Ова го напишал Шарл де Гол, кафански муабет. Не, кафански муабет. Значи кафански муабет. Значи кафански муабет документиран со државна награда. Значи за Драгољуб Михајловиќ што не постоело ништо од ова. Што донев твојот професор, не беше усвои, на ини беше Иван Донев. Каже, вика, токму затоа Љупчо Георгиевски опасен, знаеш, некој ќе прочита две книги, се прави дека све знае. Не со ова две книги документи, ја ти читаме. Ја појма немам. Да се вратиме се па ако појма немаш историја, од како тврдиш со ваква сигурност? Оксфорд, па гледам документи, вица. Гледам пред мене, еве го. На компјутерот е документот француски ратни крст од Шарл де Гол за Драголјуб Михајловиќ, а ти викаш дека тоа е кафански муабет. Добро, расчисти со тебе, што е за тебе историски факт, твоето мислење или овој документ. Ако твоето мислење вреди повеќе од еден документ, ја ти честитам, не знам што друго да ти кажам. Пронеди го документот дека тие биле другари, дека заедно спиеле. Ја тоа не го тврдам, ратни француски крст. Да, и што? Ова е ова е поголемо, вака која ќе стаиш на кантар, ова е поголемо од другари во иста соба си спиеле. Добро.
Во секој случај, историјата си окажа своето мислење за движењето на Драгољуб Држа Михајловиќ. Тоа движење се изгуби во текот на Втората светска војна, посебно со колаборацијата во многу региони А со на него се изгуби поранешна и Југославија. Југославија се напротив партизанското движење токму затоа што не растеше на крвта. Добра Ивица Врска Неменија ужива, продолжи со дневна политика. Точно. Кафански мовите. Се враќаме сега Јас сум историчар, барем по струка, вие двајца не сте веќе тоа. Ама еве Ваши имаме поголеми, да. Ваши осудир е многу интересен. Имаме тука поголеми познавачи, од тебе џабе слушам. Да зборуваме за што зборуваме сега? Драган од Охрид го завршивме, добро. Овако. Драган од Охрид го завршивме. Кај стига Драган од Охрид до Севиља, добро. За да отлови. Вчера имавте една емисија, гледав и тука исто ние имавме една дебата околу тоа. Владимир Божировски. Да. Меѓутоа еве сега си во друга ситуација, сега ти си коментаторот. Нема проблем. Како ја коментираш анкетата која што вчера меѓу другото Влајко и кај вас во студио? Па да, добро, ја објаснуваше во детали. Нема што да се навлегува во барем јас не се чувствувам дека треба да ја уште еднаш кад сега да ја елаборираме таа приказна. Од друг аспект би кажал нешто. Откако излезе анкетата на ИПИС, веднаш се направи една канонада од напади врз самата анкета во однос на тоа колку е таа реална, колку е направена на стручен начин, каква методологија се користела, дали се користела методологија, зошто не била објавена и така натаму. И за токму за тоа зборов со професорот Божиновски, се работи за човек што 20 години се занимава со оваа работа. Добро. Прво предава на факултет. Еден куп предмети меѓу кои и методологија, а второ 20 и кусур години прави анкети. И неговите анкети се редовно меѓу најточните, можеби најточните во Македонија. И кога промашува со она 1 до 2% во рамките на дозволениот минус, нели, или како се нарекува тоа. Така што резултатите сами по себе ги демонтираат овие обвинувања на неговите противници, ако така можам да ги наречам. Зборува за еден јасен јасна насока во која што ќе одат работите. Значи, ВМРО ДПМН има огромна предност пред СДСМ. Ова е веќе фактичка состојба, не е ова во главите на ВМРО-вците или ова како Христија си замислила како ќе биде, или не знам, Александар или некој трет. Не, ова покажува, затоа што ова анкета не е сега, нова некоја, мислам, ова е нова, но не е ова таа што ќе ги возбуди духовите. Вака е веќе 2 години назад. И постојано таа предност на ВМРО во однос на СДСМ само се зголемува и се зголемува и се зголемува. И сега јас не знам, јас не сум аналитичар од тој аспект, ја не правам анкети. Меѓутоа јасен е процесот. ВМРО ДПМН добива нови гласови, иако неколку што тие веројатно би сакале, додека СДСМ губи гласови, постојано губи гласови. И разликата меѓу нив, а за тоа зборувавме и повеќе пати во нашата емисија, се зголемува со секој нов изминат ден, со секоја нова недела, со секој нов месец. Оние што велеа дека СДСМ ќе направи најпаметно ако прифати избори уште лани, ќе си завршија работа затоа што ќе изгубеше СДСМ прифатливо. Во 2024 година на СДСМ може да му се случи тотална пропаст на изборите. Тотална пропаст. Драгана, како ќе го прокоментираш овој над левица отиде политички субјект кој се нема ни формирано, нема ни јасно кажано дали ќе нема ни јасно кажано дали ќе постои, не знаеме ни кои луѓе се таму. Интересно освен Максим. Интересна е таа ситуација. Мене тоа ми кажува Левица е приказна за себе, претпоставам. Левица многу ми не верува дека црпи гласови од СДСМ, само што е логично врз основа на идеолошката некоја пристраст. Но веројатно повеќе црпи гласови од ВМРО ДПМН. Затоа можеме сега да расправаме. Но што се случува? Максим Димитриевски излегува од СДСМ, Левица не излезе од СДСМ. Левица се појави како движење автохтоно. Автохтоно некако. Самоникната. Да.
Од службите. Во ред. И Но автохтона од службите. Да. Значи, сакам да кажам, левица не произлезе од СДСМ. Тоа е факт. Како произлезе, можеме да дебатираме, но не. Максим Димитриевски излезе од СДСМ, од највисоките ешелони на таа политичка структура. И тој се повикува на СДСМ. Тој сега вели дека тој е СДСМ. Дека тој е насилно истеран од таа партија, меѓутоа тој е СДСМ. И тој се повикува на лица кои што ќе влезат во партијата повторно од СДСМ. И очекува партнерство, соработка со функционери на СДСМ кои што ќе излезат од оваа матрица во која што се сега Ковачевски и Заев и која е таа таму екипа. Така што логично е дека голем број на незадоволни луѓе во СДСМ, кои што се таму веројатно по 10, по 15, по 20 години, кои што не можат ни на ментално и на какво сакате ниво не можат да влезат во ВМРО да помоне. Едноставно не се способни за такво нешто. Не може да направат таков ментален скок гешефт за да се префрлат од СДСМ во ВМРО. Природно е да бараат блискост со партија која што произлегува повторно од нив да сакаат да гласаат. Не се веќе способни да гласаат за СДСМ поради сите поради што СДСМ се ги прави на нашата држава. Тоа е фактичка состојба. Меѓутоа и тука Максим излегува како нешто природно за нив. Претпоставувам, мислам сега ова нели ние тука философираме, но некако природно доаѓа со чиста совест кон тоа. Затоа што ќе веруваат дека гласаат за вистинското СДСМ, за изворните вредности на СДСМ, нешто во тој правец. Така што не ме чуди растот на популарноста на Максим. Ти се тргна како вој, како се викаше Бранко на времето ми СДС вистинското во МВР. Не, барам добро, јасно. Не, добро, во ред, убаво тераш. Барам логика затоа што не гледам друго. Левица е сосема друга приказна од не се согласуваме. Објективно друга приказна. Максим е тука. Тој беше кај нас гостин, не знам дали бил кај вас. Беше гостин во Заспие ако можеш и кога го слушате Максим Димитриевски од една страна тој нели ги напаѓа политиките на власта и тоа како? Меѓутоа секоја трета реченица му е јас сум СДСМ. Знаеш, јас сум социјалдемократ. Јас сум приpadник на тоа биле. Ако гледаш што викаше без докази само зборуваме вака, СДСМ е може би треба да се провери, тоа сакав да го кажам. Падот кај СДСМ дали соодветствува со процесот на раст кај Максим Димитриевски. Сега тоа се детали кои што не можеме да ги утврдиме. Не може анкетарот да ги утврди со прашањето за која партија гласавте на последните избори. Тоа е. Проблемот е што овдека беше ставена многу една интересна ситуација. Прашањето беше за кого би гласале на избори ако СДСМ и ДУИ одат заедно. СДСМ и ДУИ одат заедно, а ВМРО иде самостојно. И ВМРО го добива за скоро 5% коалицијата меѓу СДСМ и ДУИ, што е фрапантен податок. Значи 16,7 или така нешто има СДСМ и ДУИ заедно, 21,7 имаше ВМРО да помене. Доколку ова се покаже како точно, доколку се покаже, изборите се нели еден голем хазард. Доколку се покаже ова како точно, ВМРО ДПМН ќе има доволно пратеници или сама да направи утре власт, нема да направи сама, претпоставувам, меѓутоа ќе има доволно пратеници за такво нешто, или лесно да најде партнер меѓу тие што не се СДСМ и ДУИ. Е сега нормално, алијанса како ќе изигра во целата работа, иако се створа и тоа можеме да го видиме, еден создава еден нов блок меѓу БЕСА, алтернатива и оние така наречени огнени во ДУИ, иако тие огнените допрво сега треба да видиме како ќе изиграат во целата приказна. Огнените мислам дека сега се нарашча. Па знаете што е исто историската парадигма. Сега сите тука овакво им даваат војни крстови на огнените за борбата против ДУИ, кој Дегол што му дал на Дража Михајлович. Но политиката непријателот на мојот непријател е мој пријател. Но де факто огнените се тие што ја спасија владата пред само неколку месеци, кон крајот на минатата година по локалните избори, затоа што огнените го испорачаа Кастриот Реджепи, кој сега па е дел од огнените. И ова е
Ова е своевидна парадигма, знаеш она. Значи, истите тие огнени што сега се против, дуи против, нели, Али Ахметуш, и тогаш беа во некоја слична позиција, но овие луѓе го донесоат Кастриот Реджепи. Овие луѓе го изменаджира останувањето на власт на Димитар Ковачевски. И сега веројатно ова е кавга околу тоа кој и како ќе ми ја плати фактурата за таа работа. Ако веќе одиш па тие паралели, Узичка република ја правеа заедно и четниците и партизаните, па што бидна после 6 месеци. Добро, Што бидна после 6? Не, чекај, не. Правам паралели. Твоја логика партизаните станале фашистички колаборационисти, затоа што бидна после 6 фашистите месеци? Што бидна после 6 месеци? се распадна. Овие отидоа продолжија да се борат, овие се продадоа на германците. Добро, да, политика е 6 месеци е долго време во политика. Чисто ако го правиш историски недела дена е долго време во политика. Не можам да дојдем да не му кажам на Боцевски, а сигурен сум дека знае дека на пример партизаните во 43-та година го праќаат Владимир Велебит, тој е нивниот најпозната дипломат, да разговара со германците и бара од нив да не се закачаат со партизаните, додека тие се пресметуваат со четниците, разминуваат заробеници. Меѓутоа во на писмо подпишано од Тито и од Джилос, претпоставувам, пишува ние немаме ништо против германците, на пример. Така што можеме околу тие работи многу да разговараме. Политика. Во еден момент треба да се преживе. Она што мене сега ме интересира, се ротиме во нашата. Не, работата на колку е далеку тргната. Ја мислам дека расцепата дефинитивно. Па дали? Да, но дали тоа на опозицијата ќе донесе полза? Да. А што ако огнените со тој распад пак отидат со СДСМ? И тоа како уште еден дополнителен коалиционен партнер. Тоа сакав да го кажам. Македонскиот политички, условно кажано, македонскиот политички блок се покажа како неверојатно расипан, грд. Меѓутоа, албанците во последниве година 2-3 дадоа се од себе да го достигнат. Кога зборувам за начинот на кој што се функционираат, види, порано верувавме дека имаш дуи. Не, за мене е многу важно. Овие зборови што падна као ќе одбрана да речеме во коалиција кај што е дуи од гневите. Зашто Ботовски да не може? Таравари Арбен пред една година велеше со криминалци не разговарам. Со криминалците од дуи не разговарам. Немаш да влезам јас во вала со криминалци и потоа влезе и не може да го разбере тоа. Ама ете може. Драган, значи не си го правил вчера имавме, како ќе влезе. Вчера имавме јас и Ивица една дебата. Па добро. Која од двете тези повеќе би ја прифатил? Мојата теза дека СДСМ може да падне единствено и стабилно само доколку ВМРО ДПМН освои 61 пратеник, или тезата на Ивица дека не е битно за кого гласате, за да падне СДСМ доволно е да гласате за било која опозицијска партија. И двете имаат своја тежина. Твојата по мене има малку поголема тежина, затоа што ако ВМРО ДПМН добие 61 пратеник, тогаш им е гарантирана испраќањето на СДСМ во долга, би рекол, децениска опозиција. Ова другото е легитимно, во принцип. Луѓето што не се согласуваат со СДСМ да гласаат против нив, па за кој да е. Предпоставувам, тука повторно влегуваат Максим Левица или не знам, некој 30 запомнете, ама ако излезе сам на избори или немам појма за оној попот. Легитимно е, меѓутоа... Кој е поп бе? Попот господинот што освои 12.000 гласови со ракетите што ќе одеа во вселената. Интегра бе. Тој поп е? Па мислам дека не е поп, туку е Што нема брада ради тоа. Не, ама тој човек е, ако не се лажам, ќе ми прости ако грешам, представник на протестантите во Македонија. Нешто е мисионер. Да. Затоа го викаат попот, јас се извинувам, не мислам да го навредам во никаков случај поп. Меѓутоа има некаков протестантски, Не, јас знам нешто дедо Петар сака партија да прави. Има некаков протестантски, се дали има чин или не, меѓутоа факт е дека е поврзан со таа црква. Сакам да кажам, може. Мислам дека ова на Љупчо тезата повеќе држи затоа што и гарантира на ВМРО ДПМН. Тоа е логиката дека ќе го гарантира падот на СДСМ. Е така. Ова другото
со оглед на расипаноста на македонската политичка сцена, иако еве Боsanski не се согласува, Не, бе, јас зборам ќе што е- овозможи зборуваме- утре заутре Драган, СДСМ чекај. повторно да коалицира со Максим. Зборуваме, ама што е реалистично? А зашто да не е? Не зборам, што е реалистично? Реалистично, значи што е реалистично? Што е речено да излезе? Тоа да. Па види сега дали СМР допомена ќе успеа да добие 61 пратеник, тоа е навистина мишен близко да им пасавал. Меѓутоа се бива на овој свет, толку многу разочаран народ има, толку многу разочаран народ има што се е можно најважна излезноста. Не, по Да мене. се разбереш, најважна излезноста. Ако имате вие милион или над милион излезени, што да само е завршено приказната. Прашањето А е, ако има помалку од 9.000, прашањето е, Драган, што треба да е фокус на позицијата СДСМ или седни разбирици? Шеге се, нема СДСМ е веќе поразен, сега треба на овие да им ги соберат гласовите. Не е поразен. СДСМ не е поразен. па не е Секој- поразен, секој ништо што не е мисли- готово дека ништо не не е запеете готово. билата, тоа е... Да, но на математика ново се гледа дека овие што крадат гласови од ВМРО ДПМН, тие гласи треба да си ги вратат назад. И мислам дека тоа треба да им биде стратегијата, затоа што СДСМ е веќе на колена во делот со Ја гласовите. мислам дека вакво И ти сметаш дека Максим може утре задутре да му текне дека сепак потекнува од тоа меѓе и да се врати на. Не бе, он може па затоа не прави партија Максим Димитриевски. Тоа уствари пеколниот план на Максим Димитриевски. Значи човекот не прави политичка партија со идеја дека како независни листи ќе освојат доволно гласови за да го симнат СДСМ, нели, на колена и после да рече јас се враќам како лидер на СДСМ. И заедно со пратениците на СДСМ после пак да бидат власт во Добро, државата. тоа е компликувано да се изведе како операција. Но тоа е не Морам да целта, признам. инаку зашто не формира партија? Зашто ти да собираш потписи у 6 изборни единици? И тоа значителен број на потписи, кога можеш 100.000 потписи Па да отидеш партија да си... времето поминува, тука се согласувам. си- Изборите ќе бидат во за една година и месец два. Така Теоретски што за година и 6 целата месеци. оваа До сега Максим калкулација- мораше да има партија. Ама нема да има и ова ја го знам од информации од тамо, они не сакаат да имаат партија. Они сакаат со излегувањето на овие избори сами да освојат значителен број на гласови кои подоцна ќе А како значат ќе освоат ако немаат партија? како независни листи. На независни листи, тоа е многу ризично. И после тие независни листи, пратениците од Јасно, тие, јасно. условно кажано, ако влезат, кои ќе влезат и така натаму, ќе го преземат СДСМ. Така што гласот даден за Максим Димитриевски е глас за СДСМ, но некое друго СДСМ. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Реформирано. Реформирано СДСМ. Така, Значи, така. тоа треба на граѓаните да им, но истото СДСМ со оно што ни го смени името, затоа што тогаш немаше проблеми, нели, со тоа СДСМ. Истото СДСМ кој му даваше тендери на Вице Заев, затоа што тогаш нема проблеми со СДСМ. Отпосле дојдоа проблемите со СДСМ, но тоа е истото СДСМ. Сега работата е дали ќе гласате за СДСМ 22 година, што е и за СДСМ од 20, 19 и 21 година. Тоа е разлика. Неколку анализи се направија и вчера. За било која двете опции да гласате, гласате за СДСМ. И тоа е вистина. Интересен став на Златев. Се разговараше и вчера, и сега да не го раскажувам во накратко, само една од тезите кои што Божиновски ги понуди на јавноста беше дека би можеле ДУИ и СДСМ да додат заедно на изборите. Па дефинитивно. Тоа е, меѓутоа буквално да биде коалиција која што ќе оди заедно без алијанса, ова е многу интересно. предизборна. Да. Предизборна коалиција без алијанса. А зошто без Па, алијанса? затоа што алијанса не би можела да издржи во тоа друштво на Па таков начин. тоа ќе биде крај на алијанса, пошто влезе во влада и после предизбори ќе ишутираат од коалиција. Сама Тоа е едната веќе го теза. изгуби Да. опозицијскиот легитимитет врз база на што ќе освои алијанса гласови. Добро резонирање. Втората варијанта не, е предпоставам дека извини се. Поле. Дека знаеш што е проблемот? Ај замисли ги листите. Како ќе изгледа листата на СДСМ, ДУИ И Алијанса. и Алијанса во единицата и во двојката. на пример. На СДСМ може да им се случи да има 10 Не, пратеници. друго те прашувам. Кај ќе биде вториот СДСМ во Скопје? И во едната и во другата единица. Така е. Ај првиот ќе биде. Ама Добро, Ивица, кај ќе биде вториот? ама алијанса па со ова сценарио се брише од политичката Алијанса сцена. се избриша. Зато, знаеш кога се избриша Алијанса? Кога влегува во власт. Во не, веќе во Тетово. Локалните избори кои беа во Тетово. Значи, во секоја партија имаше едно најтврдо јадро, кое што знаеш онака слепо му верува на водачот. Ама тоа е многу мало. А имаше еден поширок круг на луѓе кои што
гледаат некои идеи, така? Кога тие луѓе што гледаат некои идеи видео дека со листата на Беса го поразуваат Дуи, отидоа таму и го поразија Дуи на локалните избори. И се со сија памет они влагаат Тоа политичко харикири на Таравари ќе треба да биде проучувано зошто го направија. Горан има онаа теза дека ќе си вработи, не знам, 1500 или колку тамо луѓе од партија, дека ќе добијат привилегии. Мене лично таа теза не ми е баш. Мене тенка ми е таа теза. Па тенка што не значи дека не е возможно. Да, точно. Тоа би значило едно препоедноставено гледање на политиката од нивна страна. Зборувам. Меѓутоа, втората приказна што ја разви теза, што ја разви Божиновски беше можноста нели да се поделат председателските со парламентарните избори свесно. Значи Тоа е пеколниот план на СДС. председателските избори да ги направат некој месец пред парламентарните, на кој што кандидатот заеднички би бил СДСМ, ДУИ и по можност сите други албански партии, прифатли за сите нив, кои што заедно би го победиле кандидатот на ВМРО ДПМН и со тој кредит од таков председателски би се одело на парламентарни избори, исто според мене многу тенко. Јас мислам дека ВМРО ДПМН мое скромно мислење на овие председателски избори ќе го победи и Стево и кој да е друг кандидат на СДСМ без никакви проблеми. Тоа го зборувавме, значи веќе таа математика ја нема, да се гледа повеќе. Председател Стево Пендаровски има популарност од 0,3% во овој момент. Јас мислам дека тоа е вака сега да не претерам. Кажува се. Да не претерам, ама мене да ме мерат, мислам дека дека може би повеќе имаш. Па све бива. И сега вака да биде. Значи Штета што немам 40 години. Идеите што ги прави СДСМ, плановите што ги прави се легитимни. Мислам дали се легитимни се, нели, за тоа можеме да споруваме, меѓутоа се обид, нивни, барање начин како да се спаси тоа што може да се спаси. Она што сите анкети го покажуваат и очигледното расположение на народот е такво дека СДСМ ако не се случи не знам какво чудо некое, оди во политичка пензија на долго време, на долг рок, затоа што резултатите во овие 6 години се ужасно. Тоа е така. Значи никој денеска нашиот драг премиер оди во повторно на пазарче некој, не на пазарче, некој во продавница да купува нешто. Кај мене таму мало. Да, во некој, не фаќа за збор кој маркет, оди да купува. Па не сум сигурен кој. Вчера го читав, заборавив. Значи тој маркетинг ходам по продавници и купувам заедно со бектеши, лепи јајца и сирење, не може да пројде. Ама јас секој ден пазарам, никој не доаѓа да ме слика. Маркетингот што го правеше вчера на 3 години НАТО, не може да пројде. А што му фалеше вчера на 3 години НАТО? 3 години НАТО не му фали ништо. Му фалеше на говорот на председателот на владата, кој што колку што јас го прочитав, не го гледав, меѓутоа го прочитав интегралниот текст од неговиот говор, се сведуваше на ние спасивме Македонија, НАТО. Јас сум па да, ние предизвика да донесовме стабилност, НАТО. Ние станавме фактор на Балканот, НАТО. Ние постигнавме економски успеси, НАТО. Со све освен со последно согласно. Значи така да ти кажам, злоупотреба, мене не злоупотреба. Па злоупотреба на влезот во НАТО за порамнување на своите катастрофални грешки. Драгче, знаеме како влеговме во НАТО. Не немаше, да. Не знаеме. Така што знаеш како влеговме со национална трагедија. Со национална трагедија. Немој да ми кажеш. Со национална трагедија влеговме како влеговме. Што? А начинот на кој што влеговме во НАТО беше катастрофален. Некоректно. Си влеговме во НАТО, си Да. Ни го тргна ветото и влеговме во НАТО. Знаеш како? Сега како ни го тргна ветото? Затоа што свежи се сеќавањата, знаеш, самиот факт што они мислам дека не го работеа тоа за нас дома. Мислам дека беше порака за некои потенцијални меѓународни спонзори. Гледайте кои сме ние. Меѓународни спонзори во оваа 2023 година е завршена приказна прошла воз. Меѓутоа види, погубно е тоа што го прават за гласачкото тело, затоа што гласачкото тело го нервира. Предпоставувам дека да. Што му го нервира? Посетување на тоа како се влезе во НАТО, го нервира. Како се влезе? И баш кај тезите, дека како беше онаа теза, стабилност. Еве, знаеш како Па еве, историја се прави, нели? ќе покажеме аналогија, нели?
аналогија. Што различно ќе беше ако не бевме во НАТО? Значи, Ивица, ти мислиш дека НАТО нас не ни носи стабилност? Не мислам тоа. Меѓутоа јас волам дека немаше да има никаква разлика во нашето однесување и да бевме и да не бевме членка на НАТО. Значи, исто не влегли. Јас мислам дека не требаше да влеземе како Северна, требаше да влеземе како Македонија. Тоа е тоа. И А стабилност не носи ли НАТО? ако идеме, види, сите земји членки околу нас се земји членки на НАТО. Не носи ли НАТО нас стабилност? Во кој контекст? Во контекст на стабилност. Каква? Стабилност, Дефинира стабилност. безбедност, значи меѓународна етаблираност, меѓународно сојузништво, како земја членка на НАТО. НАТО ни ги регулира односите со американски држави на едно подлабоко Не, ниво. сега немој да врегаш озбилни земји, има таму освен Ама се Соединетите знае која е американски држави. клучна и критична земја таму. Овако, а во однос на внатрешна стабилност не. Ќе ти кажам, внатрешна стабилност се прави. Ама во НАТО Скопје. нема НАТО нема можност да. Да. Уште една работа што мене не ми се допадна. Долго време верувавме дека влегувањето во НАТО ќе донесе инвестиции, тоа не се случи. Не може, не Пак никаде. извини, ја со луѓе странство што зборувам, Да. у Америка, ако седнеш со тој интелектуалец, не треба да е не зборувам со прост американец. И го прашуваш за НАТО, не ни знаеш што е НАТО, знаеш. Нормално бе. Во Америка НАТО е не, као ние што знаеме за светска трговска организација, што ни е битно што сме светска трговска за Европа. организација. Да, може би чул. Ме разбираш. Америка нема војна на своја територија од 160, 100 По 1865. да, 160 години и американците живеат во своја приказна. Што има тука да разговараме на темата? Како Прашај беше- ги пољаците што мислат за како НАТО беше или не некој- знам литванците. Како беше некој 19 век што кажал вика на лева страна имаат риби, на десна страна имаат риби, горе имаат вика коцка мраз, доле вика имаат Мексико кое што не е антагонистички кон, вика они се во совршена вика позиција. Па добро, сега со Мексико нешто опасно стана во последниве денови. Мексиканците се возбудија многу. Некои републикански, ако не се лажам, конгресмени имаат дадено некакви изјави Да, лоши изјави, да, од типот би Точно, требало да им влетаме на мексиканциве Со специјални и единици, со специјалци за да им ги следиме тоа наркокартелите. И во Мексико тоа беше сватано многу лошо. Да, Овој председателот на не само Мексико сите се реагира. возбуди, излезе И таму со опозицијата, многу и жестоки председател, говори, и да, сите. дека сме ние независни суверени држави, не можеш ти да ни влегуваш, па макар бил и Америка, и да ни решаваш тука проблеми. Многу сериозни изјави беа. Тие односи се многу интересни да ги гледаш. И тука веројатно терминот гринго се користи. Не се користи затоа што тој се смета вака во јавноста, во политиката не се користи, што се смета за наврлив термин. Гринго, да. Повреден назив за По американци. филмови се По филмови се да. користи. Да. Ме интересно, немаме време Се веројатно да користи. зборуваме малку за ова што се случува надвор. Луѓе добри во Германија предупредувачки генерален штрајк. Наскоро ќе има вистински генерален Вчера штрајк. беше Тој беше предупредувачки Парализирана пет генерален штрајк. Знам, но беше предупредувачки. Чекай, почнуваш Во да Франција гори. почнуваш да ми звучиш како Мирка Велинов. Не, тоа работа. Цел свет Никогаш не. пропаѓа сега Никогаш не. Путин ќе дојде, ќе не спаси сите. Тоа ми. Да, Сакам да кажам, меѓутоа факт е, во Франција има Ама најнормална неверојатни работа е, протести. човек. Она во Израел беше, го читав вчера види, дали го поранешниот премиер на дали видиш што рече вчера на Израел. советникот за национална безбедност Джейк Саливан во една изјава дека состојбата во Израел ја нарушува борбената готовност на израелската Израелската армија, да. Значи го поранешниот премиер Да. на Израел рече дека државата се наоѓа пред граѓанска војна. Многу сериозен. 800.000 луѓе излегува на улица. И тоа покажува Израел се наоѓа во на ужасна географија. Да се разбереме Добре. со непријатели од сите страни, апсолутно. И тоа непријатели многу побројни од нив. Израел има своја внатрешна некоја демократија за која што ние можеме да спориме, каков односот кон арапите во самиот Израел и Одлично, кон етаблирани луѓе, мисля Израел е арапка последна, ги уживаат така сите викаш. права во државата и така ова се- натаму. Израел Меѓутоа, е демократска земја И со тоа е арапски неспорно. партии во собранието
ме разбираш, не им е дадено на арапите да бидат дуи како што е во Македонија, но Не им е дадено, се разбира, да. но се навистина сакам да кажам, етаблирани и равноправни државјани на Израел. Убава дефиниција даде, значи тоа е еден голем прашалник. Односот кон арапското малцинство. Одлично. Но, Феноменален. Страшен. Феноменален однос има. Посебно Но, геополитичката да. ситуација сега, после договорот што е Саудитска Арабија и Иран, Ире, кога токму така. и постои опасност за Израел, единствено отворено прашање да остане палестинското прашање. И Ако сега се- во таа ситуација Бенјамин Нетањаху, премиерот, кој што се суди за корупција, носи предлог реформи на правосудниот систем во кој што им се одземаат ингеренциите на Врховниот суд и сето тоа преминува во рацете на парламентот. Луѓето излагаат на улица во такви бројки Да. што тој нема каде. Ама, Бенјамин Драган- Нетањаху е генерал. Бенјамин Нетањаху е Не, човек не е од генерал, војската. али не е. Јас мислам дека е генерал. Во младоста бил во специјалните единици бил. Значи човек кој што знаел да се на фронт, бил на фронт, Бил, да. објективно. И тој човек се соочува со народ и сваќа дека не може. И вели јас ќе се повлечам, ќе дадеме до јули тамо како се вика, ќе го запреме целиот процес, ќе разговараме со опозицијата и така натаму, па до јули го постфон му прави одложување на целата приказна затоа што гледа дека со народ не иде. Значи една за мене лично Иако не феноменална се реакција на откажа, медиите. остави простор, не се откажа целосно. Меѓутоа, кога види министерот за одбрана го избркал како тој беше против. Да. Потоа излегува сите. Сакам да кажам, Израел јас го почитувам Израел како држава, многу интересна држава и Но Драган, знаеш ме ли, воодушеви како народот реагира, Но, Драган- кога чувствува неправда. но Тоа ми се допадна едноставно. Драган, вака се, ги спомна Франција, така. Франција исто. Да, Германија ја спомна. Исто. Го спомна Израел. Еве ја ќе ти надодадам до пред само како се вика, до пред неколку месеци имаше огромни штрајкови, беше парализиран превозот и во Велика Британија исто. И таму огромни штрајкови Да. имаше. И сега И се се уште и се најавуваат. Да, се најавуваат Во повторно. Белгија ги има, во Холандија се дефираат во овие Холандија ги има. земјоделците. Но, што е суштината? Суштината е што демократските општества не гледаат на ова како закана. Закана за постоењето се разбира дека не. Протести као закана гледаат во Русија, каде што ги тепаат, ги затвараат луѓето у затвор на Сибир и ги праќаат као Навални. Протестот е закана во Белорусија, каде што ги убиваат тие што протестираат. Протестот беше закана во време на Украина, кога беше нели овакво како се вика, кога беше под владење на Јануковиќ. Да, Украина е сега војна, Украина е во војна, не би ја ставала во било Протестот е закана во тоталитарно општество. Се согласувам. Демократско општество нема никаков проблем да прифати протест. Така што јас гледам добро во овие протести во Па, исто сите тоа, исто така да го нормални кажам. земји, затоа што знаете што значи ова? Ова значи дека елитите најчесто после протести ја креваат ручната И велат што правиме да и викаат што правиме. Не е ова, ме разбираш, Но тоа го беше- живееме на Вални и го праќаме на Но, Сибир. Златев, тоа беше и Туку мојата викаат, поента. Чекај полека. Тоа беше и мојата поента. И протестот е загарантирано право и пожелност за реформирање на демократските општества. И секој демократско општество и секој кој е по убедување демократ, кој гледа протест вика топ. Ова значи дека треба малку работиве елитите да и секогаш без исклучок во најголем дел од случаите елитите на крај попуштаат на запад пред протестите. За разлика од тоталитарните општества. Значи мојата поента беше токму тоа дека овие протести се надевам ќе донесат нешто корисно. Тоа е поентата. Значи очигледно постои незадоволство кај народот, кога излегуваат во Франција во еден момент 9 милиони луѓе излева на улица. 9 милиони, а државата има 63-4 колку ги има. Тоа е една шестина од народот на улица излегува. Значи заради пензиски реформи, нешто што во Македонија би било како да кажам, никој нема да мрдне со прст. Никогаш не знаеш кој е поводот кога се Па излага. мора да постои некое скриено Да, внатрешно не, значи, незадоволство кој што претпоставам е дека не е многу само поголемо ова. од тоа, да. Не е само ова. Макрон Ги се имавме- обиде да протне. ги имавме тоа беше жолтите појден. елеците, Председателот на Франција се обиде да го помине законот, односно го помине законот без парламентот. Да. Нешто несватливо. Сега нешто друго Но ќе ти постои кажам. како опција. Но нешто друго сега ќе ти кажам, ние со
се леле пропаѓа Европа. Ама кој вика дека пропаѓа Европа? Не, Зашто ти со Америка или со тие? кај нас има такви лудаци Не кои ги пропаѓа тврдат Европа. тие работи и сега пази што се Но случува. дека има криза на идентитет. Не, пази се, вика леле, гледај у Франција што се деси. И ти вака гледаш од дозгоре и викаш извинете. Од озгоре Вака, гледаш. па не, па секогаш ги гледам ваквите појави на Homo sapiens од озгоре, затоа што друг начин на гледање нема. И ти викаш, дечки французиве протестираат затоа што не сакаат да работат до 64 години. Кажете ми вие од кога работите до 64 години и дали некогаш овде некој кренал глас што работите до 64 години. А никој никогаш. Сега, тоа е проблемот. Ние дефектите во нашето општество ги забораваме. Седиме на телевизија, седиме пред телевизор, пред интернет и така натаму и наеднаш се претвараме во homo geopoliticus, најголеми геополитички експерти и анализираме Франција пропаѓа протестираат што ќе работат до 64 години, а ти веќе работиш до 64 години. И тоа е круцијалното лицемерие и круцијалната наша разлика и нашето И ти го променија името и сега ти го менуваат поимање на уставот демократија. Затоа што доколку ние поимавме демократија што е, немаше да дозволиме како народ да не се случи ни приватизација, ни ова кршење на работнички права, ни промена на име, ни така натаму. Добро, мора да се предвиди дека Франција првата своја револуција имаше 1789 година. И после неколку. А ние сме уште Ние учиме. сме немале Ние сме практично револуција. 1800 и некоја сега во Франција. Ова грубо звучи, но Не можеш така да кажеш, дека имало некој движење. Абе имало И дека движење, имаше знам. демократизација. Кој имаше пегла, пеглата зграда, знаеш на Њујорк е зграда. како не? Па кој тади е до 903 изграда. Ние црешово топче ни беше најголема иновација, од цреша топче направи. Значи, не смееш таа ингениозност да ја подцениш. Луѓето имале тоа што имале и правеле што може. добро сега, па и таму не им стигнале, не им ги донел тој Господ одгоре тие материјали, направиле пегла, стои до ден денес таа зграда. И ние Па, нели, направивме во 2020. Да, Чифлиганец ја го реплицираше во Скопје, веројатно во таа е секој случај, она што ти го Да. загатна на почетокот не ми се допаѓа. Значи тоа што да речеме во 90-тите беше имаше еден оптимизам, го нема се. Го нема апсолутно. Да. Согласен. Значи тоа, второ, она што кажеш, тоа што беше дозволен речник се прошири драматично и пројави на екстремизам се нормализираат, тоа не ми се допаѓа. А во однос на ова, исто така ми се чини дека порано имаше и поголема респонзивност на тие елитите кон протестите на граѓаните. Сега некои работи се протнуваат онака независно од протестите на граѓаните, што Па затоа, што само додава затоа на реакцијата на народот толку голема. Да, што само додава на проблемите. Затоа 9 милиони луѓе. Затоа во Израел 800.000 луѓе. Тоа ми е зборот. Само додава на проблемите, а и ова Нема да пропадна, затоа види, дека а и ова види, а и ова стварно брцање во очи се, не некој право прелого е, знаеш. Тамо, колку што знам, Бен Гурион еден свет подолго кога му се смете и она кога биле агенција, кога не биле држава, знаеш. Дури еден мој пријател израелец вели, как вика, со никого не го споредуваме, вика, од историски личности. Па вика, со кого го споредувате? Па вика, само со Мицки, ко крал Давид, вика, кој еднako. Со Мојсей, он 400 години владеел, знаеш. Да, кажа вика. Ама Меѓутоа види има еден вид на премореност од тоа што се случува таму. И сето тоа, баш ка види, овој сака амнестија да се изгласа за себе си. Тоа е поентата. И сега тука малку е премногу, нели? Но се согласувам со следното. Ние навистина ама па сега ако навлезете во тоа, ако веќе разговараме за случајот Бенџамин Нетањаху, постојат сериозни индиции дека се станува збор и за цврст политички прогон против него од страна на таа длабока држава која ја има во Израел. И сега, па не е тоа ти е еден аргумент. И сега човекот си наоѓа правни механизми, знаеш во која ситуација во моментов, колку и да ова неблагодарно да се каже, но
Бенџамин Нетањаху во овој момент е во ситуација Никола Груевски шарена револуција. Претпоставам дека тоа ќе го рече, да. Значи и сега, види, По трет пат само ке него. има Некој сега ги доби изборите. да, два пати успеа тоа да го преживе, два пати успеа тоа да го преживе, и сега е третата прилика. Но кога ќе го видиш него како карактер, кога ќе ги видиш гласовите кои ги добива, константно на избори. Сега да, искочиле толку многу на избори, на улица, На протести, мислиш, да? на протести, ама види Но колку победи, гласови така е. освоил Бенџамин Нетањаху. Кога ќе видиш колку значајна фигура е тој во израелскиот политички живот во изминатите години, кога ќе видиш колку е меѓународно етаблиран и каква комуникација има со светските лидери, кога ќе видиш дека веројатно ова што му се случува сега е своевидно одмазништво за неговите блиски Нека односи велат има врска и со Украина се во ова, и со неговите заклани дека ќе го нападне Иран, кај да е... Суштината Много е работи дека се меша. да, во Украина издржува да биде неутрален на една или на Па друга сега дале, страна. тој мора да има добри односи со Русија, затоа што во Израел има Петина од населението. така, тоа се руски евреи, од друга страна Има и голем јавна дел тајна е дека украинска- даваат оружје на Украина. Има и многу Мислам голем дека дел. призна евреите дека даваат. Израелците дека даваат оружје на Украина. Но па сега од друга страна пак колкава популација имаат од Украина што се Нема евреи. толку руси. Мислам дека Да, и второ, кога ќе видиш етничката припадност, односно верската припадност, нели покоректно кажано, на на Зеленски? на Зеленски. Па Зеленски е евреј таа. Да, така што види се, Бенџамин Нетањаху се наоѓа во една комплексна внатрешна меѓународна ситуација, тука е сепак нели желбата на арапскиот свет да го уништи Израел, долгогодишната коалиција која не може буквално ништо да направи, која сама ги губи Да, војните. Јали Хамнеи вели, Да. тој е иранскиот воџа, ајатолахот, нели во Да. воџа, дај ми го зборот водач, вели со Божја помош за 4 век Израел како држава веќе ционистите нема да постојат. Значи тоа е начин на гледање на работите кој што таму не се менува. И Не, А види, истовремено види, стигнавме во види, ситуација, види, ја никогаш не очекував. Во џамиите, во верските објекти, сегде во околината на Израел се промовира уништување на Израел. мислам што и е во црквите. како и во црквите. Кај знаеш колку голем националисти и анти-Израел се арапите христијани? Не мислиш во Египет, коптите, не знам, во Либан, во Либан сигурно. Палестинците Кој бе во Либан се Палестинските христијаните се христијани? не, токму тоа е аргументот. Христијаните во Либан се едни од најголемите сојузници На Израел, да. На Израел. но палестинските Тие христијани се палестинските христијани Е, се па, едно малцинство на во Либан, малцинството на ама добро, малцинството. се- Значи Како тоа и да е, се многу отидовме низ Значи, не. допаѓа Сега ова Ивица што го користи аргументов, се тоа е као во Македонија значењето во политичкиот живот на Јеховините сведоци во Македонија. Не е така. Тоа Не, е, не си значи, оправ. генерално тоа е. не си оправ. Значи има ускоко Не си во Јеховини право. сведоци, поздрав Не до си во право. Ако не слуша, Да, ликови се. да, ги поштуеме, добри луѓе се ме Особено разбираш. врата кога ги Ма видиш. не, Немаме ништо Не против. бе, далеку Ја и повеќе муабет случаи. ми правам кога ќе ги видам. Да. Значи нема врска, ги почитувам, мразам вицови за Јеховини сведоци, иако што току кажав еден, но нема никаков, нели, како да кажам, немам никаков анимозитет, тоа се сепак христијани, наши браќа, сите веруваме во... Не знам, завршуваме Сите што верувате во крстот. Не, Да. не се баш, например, еден од градот каде што се уште има арапи и христијани во мнозинство се наоѓа во Израел. Назарет. Назарет, да. Назарет е центар на арапското христијанство. Меѓутоа и таму има еден вид на резанман кон Израел. Они викаат дека се греко-христијани таму у Назарет. Викаат дека се арапи. Не, ама црквата им се вика Greek Но, Orthodox Она што види, и она што него очекува, види, и она што него очекува, тоа само да го дожам дека ја не бе на крај памет не ми беше дека Америка ќе се оградува од Израел. Ја видео на реакцијата што беше на Белата куќа на Стеди Департментот на оној министр за финансии што му е на Нетањаху, кој што излезе онака како бугарите кон нас. Не постојат палестинци, нема потреба воопшто да ги третираме и така натаму. Така што има таму некој движење. Знаеш што, нормализацијата на ваков речник е тоа што ми смета. Еве и ова бугарите кон нас, еве и ова таму.
ова не е добро. Јас тврдам дека Ова не е бугарите ова сега што го прават беше невозможно до скоро време. Невозможно. Вака се, ова што го прават бугарите код нас, Израел никогаш не го правил на палестинците. Никогаш не негирале дека постои палестинско, арапско... Видиш што вика Не, министр за он финансии. негира дека треба некој да им обрнува внимание. Не бе, не вика тоа, вика не Шо? постојат ко народ. Министр за финансии на Смотрич се вика, Добро? на Израел излезе со изјава дека не постојат палестинци како народ. Веројатно И цел мислел свет, дека не, се не, арапи. цел свет рипна против него, вика че што зборуваш. Ало, полека. А што се според него? Не, според него тоа се нели окупирани. Тој дури рекол дека претходно рекол дека Бен Гурион не ја завршил работата. Знаеш ли што е ова? Треба да ја проанализирам малку на твоите толкувања сум. Не на моите толкување. Некако сум приметил дека ако кажал дека палестинците се всушност арапи и сега му реагираат на тоа. Не рекол тоа. Веројатно мислам Белата куќа не би реагирала да рекол дека. Добро, Белата куќа има во моментов агенда нели против Нетањаху, агенда која ќе отиде сосем во спротивен правец по наредните претседателски избори во Соединетите Американски држави, на која што е евидентно е дека ќе победат републиканците. За крај, Драган, дали промената на власт во САД, каде што по се изгледа ќе дојдат републиканците, промената на власта нели во Обединетото кралство, каде што по се изгледа лабористите после години повторно ќе се вратат на власт, тие секогаш имале по-пацифистички надворешни политики, би рекол. Се Тони Блер малку не разубеди, но генерално се по-малце вадат оружје. Овие турбуленции во Франција може да донесат нешто во Германија. Дали може да очекуваме дека со политичките промени кои очигледно сите анкети, како што во Македонија анкетите нели најавуваат победа на ВМРО, јасно е дека во Англија ќе победат лабористите, а во Америка ќе победат нели републиканците. Дали може да очекуваме смирување на светските тензии по нели овие промени на власт? Апсолутно не. Се слагам дека тенденциите се такви и во Британија и во САД, иако не може човек да знае. До последен момент, разликите се буквално сепак во нијанси, но не. Војната во Украина мислам дека одамна ги премина границите на локален судир, станува општо светски судир, нема повлекување ни за едните ни за другите, кој сака нека дојде на власт. Ниту Путин, ниту Русија и пост-путинска Русија би смејала да се повлече од таа приказна, ниту Доналд Трамп, ниту некој трет кога би дошол место Доналд Трамп како републикански кандидат, ниту лабористите во Британија, ниту некој. Добро, зошто го мислиш ова? Затоа што премногу работи се ставени на коцка. Што е бе толку многу стајано на коцка? Освен гинењето на украинците и територијата и ресурсите таму, која е друга коцка која е стајана? Се вложи не само оружје, не само пари. Прво, невидени милиарди се фрлаат во Украина, огромни пари, значи од финансиски пари кои што не може да се вратат. Значи до сега ММФ и Светска банка и дадоа на Украина или Европска унија и дадоа толку многу пари на Украина кои што таа никогаш не може да ги врати, таман утре да се ослободи да почне да работа турбо. Тоа не може да биде. А ако Русија ја преземе ќе тогаш па ичи. Тогаш па воопшто Русија сигурно нема да враќа туги пари. Па добра, кој рече че ти ја дајме ако не ги врати. Нема ништо од тоа да биде. Меѓутоа вложено е и политички и идеолошки ако сакаме. Европа и САД тргнаа на картата дека во Украина се брани вредности на демократија, вредности на либерализам и така натаму. Што е точно генерално? Whatever. Русија влезе тамо мислам дека мислам дека без намера да излезе било кога. Лично мислам дека оваа војна ќе трае уште многу време и дека противставеноста меѓу Западот и Русија ќе биде на почетокот кога сите го зборуваа дека оваа војна ќе биде кратка и русите ќе го освојат Киев за 2-3 недели, јас им викав ова ќе биде војно жариште кое ќе трае. Секогаш сите викате дека ова ќе биде долго и ќе трае децении, јас ви велам. Војната не мора да трае децении. Шефот на генералштаб на американската војска рече дека иминентен е падот на Киев за 72 часа. Да. И се смеат сите. Сега викаат дека исто некои шефови на штабови викаат дека ова ќе трае до не знам уште колку години, до бескрај.
И јас мислам Нема војни што треба да бескат. Нема војни што. Јас мислам Меѓутоа суdirот меѓу Западот и Русија е јавно го кажуваат. И јас Само меѓу мислам Западот и Русија или малку поширо? И Кине застанува очигледно на руска страна. И Сега веќе е јас мислам дека овој конфликт веќе си ја заврши работата за сите присутни. Согласен. За Русија си ја заврши работата затоа што веќе помалку или повеќе го освои регионот со ресурси. Тоа е Донбас, деловите од Запорожје кои се потребни на Русија. А Западот си ја заврши својата работа досега, затоа што после оваа војна Русија веќе никогаш нема да биде земја која ќе биде дел од европскиот, односно од западниот свет. Па ја од Кина, од Германија во секој случај. Русија после ова е земја која со очите ќе биде вперена во Азија и ќе биде дел од азијскиот свет. Дали е тоа на Русија добро или лошо, тоа си е нивна математика, но западниот свет веќе нема да ја прифаќа Русија после ова, така што сите си ја завршија работата. Затоа ти велам, ова е На крај остана само трагедијата на украинскиот народ, кој изгуби огромен дел од својата територија, каде што се изгубија многу млади животи, згасна, многу домови се разрушија, многу бегалци кои со години ќе бидат номади низ Европа и низ Западот. На крај сите си ја исполнија. И мислам дека веќе до 2025, до средината на 2025, таму ќе биде редефинирано со тоа што веќе ќе се подпишуваат и мировни договори и така натаму. На крај ќе Украина и понатаму нема да се откажува од тие региони, но војна ќе нема, а Русија за секогаш ќе заврши својата улога во нормалниот западен за секогаш не. свет. За секогаш, заборави го зборот за секогаш. Во доскоро време. Во скоро еднина, да. Меѓутоа за секогаш не постои. Во скора иднина Русија веќе тотално ќе биде има една тотална граница со неа. Путин денес не може да излезе од Русија во било која западна земја, треба да го апса, така. Што е проблем за себе, нели? Да, ме сваќаш што сакам да ти кажам. Така што сите си ја исполнија мисијата, а настрада украинскиот народ. Тоа е моето мислење и мислам дека нема да се провлекува ова толку многу. Барем како војна, како конфликт, ќе тлее, ќе трае, но како Што војна... побрзо заврши, толку подобро во од секој овие случај, разговори- затоа што ќе ги намали тензиите, ми се чини на затоа што се додека има една таква брутална војна на европско тло, секогаш постои оној простор дека рецидиви би можеле да се појават лево и десно. Кога таа ќе запре конечно, мислам дека барем малку ќе се намали тензијата која што веројатно природно ја ствара психотичната состојба на војната. Луѓето под влијание на војната влегуваат во сосема поинаков психолошки моментум и многу полесно се одлучуваат на агресија. Иако де факто ако гледаме, војната ја водат украинците. Остатокот од Европа се навивачи. И тоа исто мене ми Навивачи се, пречи. меѓутоа товарат оружје и пари Точно, без без прашање. меѓутоа тоа пречи, знаеш. Толку и како. Не пречи, не Тоа пречи. пречи во смисла, знаеш, Не дај Боже да еволуираат и од Запад трета светска војна ќе биде. солидарноста е, знаеш, солидарност, знаеш, Еве ние сме солидарни, дадовме на украинците и што имаме и што немаме. Жива среќа што војуваат украинците, а не војуваат Во секој другите. случај Затоа што има ако една- војуваат другите, тоа е веќе трета светска Има една војна. злокобност во тој, каде што некаде се води војна, а ти си навивач, молце тука не е. Па не е тоа злокобност. Има еден момент. Некојаш си на страна на А инаку послабиот. се согласувам дека настрада највеќе Украина, а во однос на мислам дека светот уште е во движење, да видиме како ќе Па Си Џинпин како рече? Следуваат промени какви што не се видени во последниве 100 години. Кој што на Претходно секоја рече страна- исто на секоја векови страна не може се да видели. заврши, Кој знае? Да. Многу лоши времиња. Многу лошо време, Многу согласувам се тебе. Да. Така зборувале сите за своите времиња, на крај изгледа дека... Знаеш што е интересно? Западниот свет живее комфорно долго време, со генерации. И ќе живее уште долго. Веројатно живее добро и за нив е сето ова по-травматично. Ние условно кажам се сеќаваме, јас и Босатски се сеќаваме на војните во Бе, ја на 2001 поранешна се сеќавам. Југославија, во 2001 па и тоа како.
Не само тоа, не знам колку пати, мене 3 пати ме вика во воен одсек. Јас бев на факултет и не ме викнаа, замисли. Ја бев на постдипломски, ми вика 3 пати чисто за како се вика тоа журирање на адреса. Журирање ми правени мене, да, меѓутоа не ме викнаа на фронт. Луѓе, мора да ја завршуваме. Да, сакам да кажам, ние сиромаштијата која што оди со војните и со светските треморења, нас ни е исто така и претходно позната, ние сме сиромашна држава за жал. Така што не погодува толку многу како што би погодува некоја друга земја. Ти благодарам, Драган, ти благодарам, Ивица, почитувани слушатели, јас сум Лјупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија, заедно со Ивица Боцевски, ово утро техничката реализација на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски. Останете со фреквенцијата 107,4 FM. Доколку не следите на YouTube, стиснете subscribe на нашиот канал и немојте да стискате skip ad, затоа што треба да заработиме повеќе пари.